Почнуваме со вестите. Браната на река Отиња ќе чини 2.600.000 евра, покажаа пресметките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Средствата од самопридонесот во висина од 1 милион евра, кои со години се на сметката, се предвидуваат за нејзина изградба. Браната на река Отиња ќе стане ли реалност? Пресметките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство покажа дека оваа брана ќе чини 2,6 милиони евра. Проектот, кој е децениски сон на Штипјани, влегува во програмата за изградба на акумулации и санирање на хидросистемите. Штипскиот градоначалник Илчо Захариев забележува дека во изградбата на оваа брана се предвидени и средствата од самопридонесот во висина од 1 милион евра. И за мене најдобрата работа е што владата донесе одлука да се гради и браната на река Отиња. Секако дека парите од самодопринос се планирани за таа брана, верувајте дека ќе ја промениме климата во нашиот град, ќе добиеме рекреативно езеро и место за уживање, но ќе добиеме и техничка вода за наводнување на зелените паркови содржини во централното градско подрачје и затоа мислам дека тие се добри проекти. Захариев вели дека забрана на река Отиња во континуитет се лобирало кај високите владини функционери. Средствата од самопридонесот од 90 милиони сега се намалени на 60 милиони денари. Мене ми жал што браната на Отиња не беше направена порано. Значи имаше обиди од еден градоначалник да направи референдум за пренамена на парите од самодоприносот, тој беше неуспешен, не беше поддржан од неговата партија. Во 2005 година како председател на Советот на тогашниот премиер господинот Бушевски го замолив да помогне да се направи брана на река Отиња, бидејќи имавме некаде околу 90 милиони денари или 1,5 милион евра. За жал во тој период, место да се искористи тоа, 500.000 евра беа позајми на јавните предпријатија пари од самодоприносот и парите од 90 милиона станаа 60 милиона, од 1,5 милиона евра стана 1 милион евра, до ден денеска тие пари не се вратени. Значи лесно е да земете пари, тешко се враќаат и јас сум гор што ние сервисираме се добро и немаме никакви долгови сега. Во овој момент, освен кредитните обврски, општината се што е направено се е и платено. Средствата од самопридонесот беа наменети за изградба на брана на река Козјак, а доколку граѓаните сакаат да ги пренаменат за брана на река Отиња, ќе мора повторно референдумски да се изјаснат. Штипјани ја сакаат оваа брана, единствено останува да се договорат политичките партии, од кои според логиката на нештата ќе зависи успешноста на референдумот. Се наближуваат и локалните избори, па се очекува во програмите на партиите браната да биде меѓу топ приоритетите, со кои ќе ги ловат гласовите на Штипјани. Археолозите се враќаат на Виничкото кале. Министерството за култура одобри финансиски средства за реализација на 11 проекти во Виница. Секоја трета жена и секој петти маж во Македонија во повозрасните години страдаат од скршеници како последица на остеопороза. Од Штипската клиничка болница велат дека сите термини за преглед се исполнети, а слободни места ќе има дури во месец март. Секоја трета жена и секој пети маж во Македонија во повозрастните години страда од скршеница како последица на остеопороза. Карактеристика на оваа болест, кој уште се нарекува и тивка епидемија, затоа што нема никакви симптоми, е тоа што кај жените се јавува во менопауза, а кај мажите најчесто во постара возраст. Еден втор пик има после 75-та година од животот, таа е семилна остеопороза која што ги зафаќа и жените и мажите. Сега, одредени луѓе кои што страдаат од одредени болести и имаат ризик од остеопороза, можат да развијат и порано во животот остеопороза. Остеопорозата е болест која доведува до лесна кршливост на коските, поради што во зимскиот период, кога се зголемува бројот на пациенти со скршеници, интересот на мерење на коскената густина или дензитометрија е поголем. Прегледот не е итен и се прави на закажан термин. Потребно е да биде упатен од специјалист, најчесто интернист или ортопед, меѓутоа и друг специјалист може да го упати да направи дензитометрија. Со подобрување на квалитетот на живот и продолжување на животниот век, остеопорозата всушност е природен процес на губење на коскеното ткиво со тек на годините. Превенцијата и лекувањето се сведува на зголемена физичка активност и конзумирање на прехранбени продукти богати со калциум.
Денес конечно го почувствувавме сонцето, но во изминатиот период студот ги измрзна лозијата во Штипско и не само овде. Најголеми штети од измрзнување, дури 90% ќе има кај Вранецот. Младите насади на удар на екстремно ниските температури, а студот не ги поштеди ниту житариците. Студот ги измрзна до корен лозијата и овошките во Штипско. Најголеми штети има кај младите лозови насади, посебно кај сортата Вранец, каде оштетувањата се и до 90%, покажуваат првичните анализи во Штипската агенција за потик и развој на земјоделието, каде лозарите носат примероци за проценка на штетите од измрзнување од екстремно ниските температури на почетокот на годината. Прави се некои првични проби каде што покажуваат катастрофални резултати на измрзнување. Може да кажам дека времето стварно некаде може и 90% ќе има измрзнување во Штипско. Значи тоа се први информации, не е дефинитивно, но еве некаде тие проби се така. Ке може ли да се спаси нешто со резидбата? Кај поголемите насади е почната во декември, кај помалите површини ќе се интензивираат во март. Родот ќе потврли, но важно е при кроењето земјоделците да знаат дека треба да остават добар почетен материјал за до година. Треба да се види да нема измрзнување на самиот ластер, додека при образување на папики нормално ќе имат потерување од самиот китук доле, значи самата овошка растението, така да ќе имаме контури кроење, кратко кроење на контури, повеќе оставање на контури, така со тоа ќе може да се облажи да има материјал за до година. Значи нема може да биде да се очекува поголем род, но родот ќе биде намален, но многу е битно да има добар материјал да се остави за наредната година. Едно е сигурно, снежната покривка делумно ги заштити житариците. Студот и канив предизвика штети кои ќе се знаат кога ќе се собираат приносите од жетва. Во продолжение за откупот на жолтото злато, кој речиси е завршен откако заклучно со вчера, 31 јануари, 9 откупувачи преземаа вкупно 20.146 тони тутун. Просечната цена е 195,25 денари по килограм. Ова како што соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е за 100 тони повеќе од првичните проценки за реколтата 2016, според кои се очекуваше да бидат откупени околу 20.000 тони тутун. Исплатата е реализирана со 88%. Краен рок за откуп на тутунот е 15 март годинава. Апликациите за огревни дрва од јавното предпријатие Македонски шуми заинтересираните граѓани можат да ги пополнуваат електронски, но и лично во шумските подружници. Купопродажните договори ќе следуваат дополнително. Шумското стопанство Серта за идната грејна сезона ќе сече 5000 метри просторни букови огревни дрва. Граѓаните кои се заинтересирани да купат дрва за идната грејна сезона од јавното предпријатие Македонски шуми, апликациите можат да ги пополнуваат и електронски и лично. Во шумското стопанство Серта Штип денес граѓаните пополнуваа апликации. Договорите накнадно ќе се подпишуваат. Можат да аплицира со доаѓање во подружницата со лично и да ги пополнат апликациите, или тоа може да го направат и по електронски пат. Тоа е само аплицирање, мораме да појасниме дека апликацијата не значи дека сите граѓани ќе добијат договор и ќе ги добијат дрва. Оние кои денес лично беа во шумското стопанство Серта да пополнат апликации за огревни дрва задоволни. Дали пополните се? Да, тој пополнува апликацијата, да, доставени готово. Па ќе чекаме наред за дрва. Потпунуваме. И се уред, така ли? Па се уред. Шумански објаснува дека аплицирањето за огревно дрво може да се врши на повеќе места. Во Штип сакам да потенцирам дека има неколку места каде можат да аплицираат граѓаните и да земаат дрва. Тоа се здруженијата на пензионерите што ги има на општина, потоа имаме многу приватни плацови кои се тука и на крајот е шумското стопанство Серта Штип каде што можат да се купуваат огревно дрво. Ова година имаме некаде околу 5000 метри просторни дрва, но тие дел одат и за пензионерите, за здруженијата со договори кои се направени на национално ниво и дел ни останува за граѓаните на општина Штип. Шумското стопанство Серта за оваа година има право да изврши сеча на 5000 метри просторно дрво. Инаку Серта продава само букова дрва, а цената е иста, 2400 денари по просторен метар.
Археолозите повторно ќе се вратат на археолошкиот локалитет Виничко Кале. Годинава Министерството за култура одобри финансиски средства за реализација на дури 11 проекти. По речиси 6 години пауза, археолозите повторно ќе се вратат на археолошкиот локалитет Виничко Кале. Со пари од Министерството за култура ќе се реализира проектот расчистување и покривање на објектот цистерна. До сега се откриени околу 2/3 од Виничкото Кале, кој е едно од најважните археолошки откритија во државата. Виничкото Кале е истражено, може да кажеме, околу 2/3 од она што е во внатрешниот дел на бедемот, значи во тврдините. Меѓутоа, Виничко Кале не е само тој дел што е внатре, туку има и дел подградие, што останува исто така да се истражува понатака. Значи, просторот е многу поголем од тие 2,5 хектара што ги имаме во рамките на тврдината. На теракотните икони досега се откриени 20 мотиви, од кои 13 се веќе дешифрирани. Иконите кои потекнуваат од крајот на 5-тиот и почетокот на 6-тиот век се едни од наизложуваните археолошки експонати. Минатата година беа изложени во Холандија, а годинава ќе патуваат во Оксфорд. За наредна година е најавено, значи, нашите теракотни икони да гостуваат на една изложба која што е посветена на религијската уметност во светот, во музеот во Ашмолијан во Оксфорд, каде што ќе бидат изложени повеќе теракотни икони, од кои од нашиот музеј ќе бидат представени 4 мотиви од теракотните икони. Со пари од Министерството за култура ќе се финансира и конзервација на материјалот од археолошкиот локалитет Коколов рид, а ќе бидат поддржани и мандолинскиот камерен квинтет, фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас, ансамблот за староградски песни Серенада, фестивалот Истибањско здравоживо, а се одобрени и парични средства за проект со кој ќе се обноват народните носии. Пробештеп со европски пари ќе го реконструира Домот на културата. По завршување на градежните работи, во него ќе се всели општинската администрација. Меѓународниот тендер е распишен и градежните фирми може да конкурираат до 13 февруари. Општина Пробештип го распиша тендерот за реконструкција на зградата на Домот на културата, во кој по завршувањето на градежните работи ќе се всели општинската администрација. Меѓународниот тендер за овој проект е распишан и трае до 13 февруари. Градежните компании може да се информираат за постапката на веб страницата на општина Пробештип. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека овој проект ќе се реализира со средства од фондовите на Европската унија, односно од програмата за меѓугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Партнери во проектот им е општина Рила од Република Бугарија, а за реконструкција на објектот се обезбедени 158.000 евра. Со проектот се опфатени целосна реконструкција на кровот на оваа зграда, поставување на комплетно нови врати и прозорци и исто така изградба на фасада енергетска ефикасна со изолација, со што и исто така и сончеви колектори кои што ќе се користат за загревање на водата во зградата. Со овој проект ќе створиме предуслови за втората фаза, а тоа е внатрешно уредување. Откако ќе заврши реконструкцијата и уредувањето на канцелариите, општинската администрација од сите оделенија и едношалтерскиот систем ќе се всели во овој објект. Сега навистина имаме проблем со канцелариите кои што се во собственост на општината, се во 2 згради и во едната зграда се присутни и повеќе министерства, со што ја отежнуваме услугата која што ја нудиме кон граѓаните, односно ги шетаме од една во друга зграда, а овде е сосема соодветна зграда. Вработените од Домот на културата ќе бидат пак сместени во новата зграда на киносалата, а нивната дејност одговара да бидат токму во овој објект. Успешна акција на полицајците, фатени кратците што ги украле црковните ѕвона од манастирот Свети Пантелеј во Кочанско. Ги искршиле и на делови ги продавале во откупни центри за старо железо во Кочани. Осомничени за кражбата се двајца малолетници на 13 и 16 годишна возраст, третиот е 35 годишен. Сите се од Кочани. Полицијата ги фати кратците што ги украле црковните ѕвона од манастирот Свети Пантелеј во Кочанско. Двајца се малолетници, третиот сторител е 35 годишен, сите се од Кочани. Црковните ѕвона од камбанеријата завршиле како старо железо во откупен пункт, откри полицијата.
Против сторителите ќе биде поднесена кривична пријава. Добиени се сознанија дека можни извршители на ова кривично дело се 3 лица, од кои 2 малолетни на возраст од 13 и 16 години и едно на возраст од 31 година, сите откочани, кои искршените делови од црковните ѕвона ги продале во отпад. По претходно обезбедена наредба од надлежен суд, извршен е претрес и одземени и пронајдени се 3 парчиња од црковните ѕвона. Осомничените ноќте помеѓу 19 и 20 јануари на празникот Свети Јован од манастирот Свети Пантелеймон во кочанското село Панталеј ги украле црковните ѕвона од месинг тешки 140 килограми. Нивната материјална вредност се проценува на околу 2000 евра, но духовната е многу повисока, бидејќи биле во служба на црквата и верниците речиси 1,5 век. Според црковната архива, ѕвоната датираат од 1871 година, кога бил изграден манастирот Свети Пантелеймон. Последниот извештај на детската амбасада Меѓеши за изминатава година зборува за најголеми прекршувања на правата на децата. На СОС телефонот на оваа амбасада помош побарале 111 деца, 46 биле на возраст од 6 до 16 години, 16 деца биле на возраст до 5 годинки, 12 биле меѓу 14 до 18 години, додека возраста на останатите 38 деца не е позната. Минатата година директната линија за материјална помош ја искористиле 138 граѓани. Од детската амбасада Меѓеши бараат надлежните државни органи, поточно Министерството за социјална работа, да помогне во решавањето на овие проблеми. И на крајот одиме со спорт. Екипата на Кидго Пехчево започна со подготовките во Штип, а од 6 февруари ќе се пресели во спортскиот комплекс Истатов во Доиран. Играчкиот тим е збогатен со нови и мощни квалитетни играчи кои гарантираат сигурност на третолигашката екипа, а ако се укаже можност и да се замеша во борбата за пласман во втората македонска фудбалска лига. Од 18 јануари на комплексот Бело Брдо на теренот со Вештачка Трева се одвиваа подготовките на третолигашот Кидго Пехчево. Раководството на клубот бара квалитет и сигурност во екипата, која со успех ја предводи тренерот Трајче Сенев. Есенскиот дел Кидго Пехчево го заврши на 6-то место на табелата, а имајќи предвид дека ова им е прва сезона во новиот ранг, односно во третата фудбалска лига Исток, сепак тоа е успех. Амбициите на клубот се со примамлива и квалитетна игра да се одигри во пролетниот дел, а ако се укаже можност или шанса, тие се подготвени да се замешаат во борбата за пласман и во втората македонска фудбалска лига. За таа цел, раководството на клубот го задржа косторот на екипата во кој се Никола Тонев, Маријан Ташков, Пепи Давидков, Дени Андонов, Владко Стојанов, Боби Тиквешанац, Марио Филиповски, Ангел Зафиров, Стојанте Стојанов, како играчите од Пехчево, Денковски, Симовски и Ингелизов. Тренерот Трајче Сенев ќе биде на сладки мајки во пролетниот дел, бидејќи во клубот дојдоа нови мощни, амбициозни, квалитетни играчи. Јамаковски од Плачковица, Мартин Димовски и Алексовски од САСА Македонска Каменица, Синев и Колев од Овче поле, Мартин Стојанов од Фудбалската академија Постоло Пандев, Митевски од Силекс и Стефан Мишев од Брегалница. Комплетната експедиција на Кидго Пехчево од 6 февруари ќе ги полни батериите во спортскиот комплекс Истатов во Дојран, каде ќе останат 11 дена. Веќе се договорени повеќе контролни надпревари, најнапред денес со Хоризонт од Турново во Дојран. На 4 февруари ќе се сретат со екипата на Вардан Неготино. На 8 февруари во Гевгеле ќе играат со Кожув. На 15 февруари со Земун во Дојран, на 17 со Борец во Велес и на 26 февруари со Беласица во Струмица. Овие подготовки и контролни ќе бидат доволни да се искристализира стартниот состав на екипата, за кој сепак во пролетниот дел ќе има жестока конкуренција. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, благодарност за вниманието и имајте убава вечер.